Тетовската публика те знае како актер во театарски представи, како актер во аматерски филмови, но и како добитник на Нобелова награда за млади. Некои можеби те паметат уште како основец кога снимаше аматерски филмови заедно со твоите другарчиња за време на летниот распуст. Игор Томески, каква титула имаш сега по завршувањето на студиите во Америка и на кои проекти моментално работиш? Најпрво ви благодарам за поканата во вашата емисија и голем поздрав до вашите гледачи. Баш ми е драго што сум поканет во емисија која што е посветена за младите и се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Што се однесува до мене, после 10 години аматерски проекти во областа на филмот и театарот и 5 години образование во САД, можам да кажам дека сум веќе дипломиран и професионален работник, аудиовизуелен и драмски уметник. Во 2020 година дипломирав на МХТВ коледжот во Њујорк со 2 дипломи. Едната е за мултимедијална режија и продукција, со што сум професионален филмски, телевизиски и театарски режисер и продуцент, а втората диплома е за комуникации и за дигитални медиуми, со што сум исто така и дипломиран комуниколог и медиумски работник. Тие се моите професионални титули и звања после моите студии, а исто така како резултат на мојата долгогодишна, повеќе од 10 годишна работа со деца и млади во областа на проектите на развој на заедницата, во граѓанскиот сектор, во културните проекти, се здобив и со титула на млад Нобеловец од Нобеловото семејство на мои 20 години за дотогашните достигнувања, а исто така и сум и лиценциран и едукатор за млади и проектен и културен менаџер од страна на USAID и фондацијата Сорос. Поради моето искуство со работа со млади и се надевам дека мојата приказна која што ќе ја споделиме во вашата емисија ќе влие едукативно и интересно за вашите гледачи и ќе успееме да извлечеме интересни поенти во полза на вашата емисија. Како што веќе спомена, првите чекори на театарската сцена и во филмската уметност ти се во детската возраст. На колку години точно го сними првиот аматерски филм Авантурите на Прцко заедно со локалната телевизија КИС? И што значеше тогаш за едно дете да сними филм, да собере актерска екипа, да режира и да работи со професионалци во телевизија? Па така, моите почетоци во областа на режијата, сценариото и продукција, како млад, исклучително млад, режисер и продуцент, се нормално во соработка со радио телевизија КИС. Тоа се случува на мои 12 години, каде што сум поддржан од самата телевизија и ми е овозможено, ми е дадено услови да создавам оригинална играна програма за телевизијата со мој тим на мои млади врсници. Меѓутоа, морам да споменам дека моите почетоци и покажувањето на афинитети кон глумата, како и кон режијата се и на исклучително рана возраст, дури и порано. Но морам да споменам дека моите почетоци како со глумата и со режијата се уште дури и порано. Јас покажував афинитети за глума на училишните приредби, правев разни имитации по дома. Тоа го забележаа моите родители, а исто така за режијата и за филмот, бидејќи филмот е уметност на слики. Правев домашни стрипови, голем број на стрипови, повеќе од 40 страници, се сеќавам, имав 4 броја, каде што создавав своји приказни. Бидејќи во Тетово немаше професионално детско драмско студио во тоа време, се сеќавам на мои 8 години, моите родители ме запишаа во детското драмско студио на Весна Петрушевска и Сенко Велинов во Скопје и превзедоа иницијатива, мојот талент кој што го покажував да почне професионално да се развива. Така што се сеќавам дека секој втор ден родителите ме носеа на тие проби во Скопје, каде што цела една година работев на основите на актерство во тоа драмско студио, каде што веќе на мои 9 години, како еден од најдобрите членови во тоа младинско драмско студио, ме ставија во возрастната група и веќе бев еден од протагонистите на детската национална ТВ серија Baby Show, која што се емитуваше на Канал 5, се снимаше во професионално студио со 6 камери и ни беа гости познатите звезди како што се К15, Каролина Гочева, Елена Ристевска Ламбе во тоа време. Тоа е 2004
2004-2005 година, така што за дете како мене на 9 години да се доживее едно такво, да речем, професионално искуство беше детерминирачко во тоа каде ќе се движи, нели, каде ќе се движат моите активности, моето действување во иднина. Уште од млад се пронедов во тоа и знаев дека тоа е она што би сакал да го работам во иднина и тоа ме поттикна да истражувам и други полиња, така што нели секако би им препорачал на сите гледачи, нели, родители како и деца што порано да се вклучат во овие активности, во било какви активности, нели, во кои што детето покажува афинитети, бидејќи, нели, може да допринесе, нели, за побрз развој на самото дете, нели, како во одредена област, така и општо во, нели, во градење на лични вештини. И следната година на 10 години се приклучив и на аматерското детско драмско студио во Тетово, бев дел од основачкиот тим, нели, бидејќи до тогаш немаше такво нешто, со искуството кое што го носев од Скопје, нели, допринесов заедно со постари и поискусни колеги да влијаеме на поголема група на млади лица во Тетово, така што тоа студио денес познато како Летечка театарска трупа во Тетово и е познато и се уште функционира како една, нели, можност за младите да се развијат во областа на театарот и дури подосна, нели, веќе на 11 години исто така собирам моја група на врсници и ги правам и првите почетнички обиди за пишување на текстови и, нели, со моите врсници, искуството кое што го имам во актерството се обидувам да им го пренесам и нив колку што, нели, на таа возраст знам и можам. И е интересно што создавам една мала мини секција, бидејќи не постои во Тетово ништо такво каде што може да се работи сценарио и режија, сам иницирам таква активност, ги вклучувам моите врсници и снимаме домашни филмови по моје сценарио и режија, нели, повторно почетнички обиди за такво нешто. И снимаме неколку домашни филмови. На мои 12 години снимаме посериозен проект кој што се нарекува Авантурите на Прцко, кој што случајно доаѓа и до локалната радио телевизија КИС и како што споменав, професионалците од телевизијата го забележаа, нели, мојот потенцијал за да создадам една таква уникатна програма, играна програма и го забележаа и талентираноста на вклучените, нели, врсници во самата екипа, така што беше чекор за поздравување што самата телевизија не повика, ни даде понуда за соработка, нели, и ни овозможи ние нашиот концепт кој што го имавме, нели, на играна програма каде што деца играат возрастни, да го ставиме, нели, во функција на телевизија КИС и да соработуваме со професионалците во телевизијата. За мене секако тоа беше едно, можам да речам, и најголемо искуство професионално, затоа што на тој проект се работеше 4 до 5 години и имав можност, покрај тоа што ми беше дадено целосна креативна слобода, нели, да создавам и да ја креирам таа емисија, тоа ТВ шоу, учев и како, нели, се подготвува професионално една, нели, играна програма, исто така учев и за информативната програма, нели, од вработените на телевизијата, бидејќи бев детално вклучен во сите продукциски активности во самата телевизија, така што можам да кажам дека тоа беше едно огромно искуство за мене, нели, како способноста да менаџирам поголем број на луѓе, така и да се оспособам да работам во тим, нели, комуникацијски вештини и да стекнам едно професионално искуство, нели, и секако тоа не само што ја зацврсти, нели, мојата одлука за професионална дејност и животен повик во иднина, туку ми даде веќе и како млад едно, да речам, професионално искуство, па дури и ми ги олесни, нели, моите студии на факултет, бидејќи веќе имав познавање од детално, нели, како се работи продукција, така што секако извлеков многу позитивни работи и вештини од ова искуство. И исто така како што поминуваше времето, иако на почетокот, нели, тоа беа почетнички и незрели проекти, сепак во текот на тие 4-5 години проектот, нели, растеше, ние се созревавме и како што ги учевме, нели, како што го учевме занајатот, како што се вели, нели, сценаријата стануваа подобри, се обидовме и успеавме да вклучиме што повеќе млади од мала група од 10 луѓе, ни серијалот поминаа стотици млади луѓе на кои што им беше дадено шанса да се појават на телевизија, да, нели, да го стекнат тоа искуство
и isproduciravме дури и мислам повеќе од 40 часа на снимен материјал игра на програма, што за таа возраст беше, мислам, голема бројка, нели? И тоа си го сваќав како сериозна обврска и ми допринесе, нели, да стекнам и работни навики и самодисциплина, нели, нормално, и да развијам поголема љубов кон таа професија. Така, низ годините беше дел и од ова театарска сцена во која што се наоѓаме сега во големата сала на Центарот за култура во Тетово. Колку представи имаш одиграно и режирано? Па кога се работи за глумата и за моје појавување како актер, бев континуирано дел од тетовската аматерска сцена, театарска, 10 години, што значи бев дел од детските драмски студија и издруженија 5 години, од моја 10 годишна до моја 15 годишна возраст, и во драмските студија за возрастни од 14 до 19 години. Тоа се од прилика 15 до 20 премиери, представи, со повеќе од 100 изведби, како во Тетово, така и низ цела Македонија. Неколку пати гостувавме на Драмскиот аматерски фестивал во ДАФ во Кочани и освоивме неколку награди. А исто така како актер имам учествувано и на сцените во Берлин и во Лион, во Франција и во Германија на професионални проекти во соработка со професионални режисери. Кога станува збор за режирање, во средношколските денови режирам 4 театарски представи во моето средно училиште, каде што бев приватно средно училиште Вилсон, Вудро Вилсон во Тетово, и уште една театарска представа во Домот на култура во Тетово, со што го затварам, нели, мојот аматерски театарски, нели, живот, и подосна продолжувам да се образувам и професионално во САД. И таму, да речам, бидејќи запишав театарски студии, нели, подготвувавме 4 театарски представи во текот на целата година, учествував и во импровизацијската комедија во клубот, така што имавме секоја недела настапи и таму, можам да речам, некои 50 настапи се на се. И успеав да соработувам, нели, на сцените во Атланта и во Њујорк за време на моите студии, дури со професионални режисери како од Атланта, така и од Њујорк и од Бродвеј, како што се Том Фогарти, Кенет Вирт, Бил Гейблхаузен, така што стигнав, нели, и до тие имиња, стекнав и, нели, професионално студентско, како и професионално театарско искуство, и секако ова претходно искуство во аматерските води, нели, влијаеше позитивно врз мене и врз сите кои што беа вклучени, нели, во тие активности. Нели, знаеме, театарот позитивно влијае врз децата, бидејќи, нели, ја гради нивната самодоверба, развива, нели, комуникацијски вештини, појавување пред публика, нели, сносење со трема и со сите тие работи, но исто така влијаеше и, нели, влијае врз развојот на креативноста, нели, особено во аматерскиот театар бевме во можност да, нели, создаваме свој свет и да се оттргнеме, нели, од секојдневните проблеми и да создадеме, нели, свој свет во тие театарски представи. Тоа секако позитивно влијае врз сите деца, бидејќи е растеретување од секојдневни обврски, но и, нели, учество во некој свет кој што самите го градите, имате контрола врз истиот, и секако тоа е позитивно, нели, за развојот на децата. Сега си официјално во режисерските води, твојата желба се оствари. Какво образование е потребно и кој е твојот пат? Па за сите оние кои што се заинтересирани за, нели, режија и продукција, потребно е да се заврши, доколку, нели, тоа е желба за нивна професионална наобразба, потребно е да се заврши филмска или театарска академија, стручна академија, но сепак пресудно поголем дел од работата ја прави практичната работа и создавање на проекти. Откако ќе дипломирате, нели, потребно е да имате опус на проекти кои што ќе ве презентираат, значи не е доволно самото образование, туку тоа образование е само начин да се стекнете со потребните професионални и технички знаења за да може да креирате проекти. Мојот пат е прилично интересен затоа што јас посакував да се запишам на студии во Америка, како, нели, една од најперспективните земји во креативните индустрии, и можам да кажам дека како, нели, студент кој што, нели, живее во Тетово и во Македонија,
ние немаме толкова институционална помош да може да се аплицира на овие факултети, така што мојот процес траеше дури 2 години за време дури на почетокот на втората година како средношколец до 4-та година, значи поминав низ неколку фази. Прво, морав да ги запазам оценките и да имам во наставни активности, но исто така се подготвував и за тестот кој што се нарекува SAT, тоа е америчка матура, за сите оние кои што сакаат кои што се интересираат да се запишат на факултет во Америка, треба да се положи америчка матура и тоа е обемен тест кој што американците го полагаат, така што јас, иако бев во средното америчко училиште, сепак професорите не беа обучени за такво нешто и морав самостојно да се подготвувам за тој тест. Подготовката траеше околу 1 година, така што тие навики кои што ги стекнав за самодисциплина и самостојно учење многу ми помогнаат за да се подготвам за такво нешто и откако ќе се поднесат сите овие оценки, портфолио и резултатите од америчката матура, и откако ќе ве примат на америчките универзитети, сепак за студенти од Македонија, бидејќи е невозможно со финансиите да се дозволено такво образование, потребно е да се аплицира за стипендии на самите универзитети, што е посебна ставка, така што сите овие работи се некаде со време траење, сите подготовки за апликација додека не ве примат, додека не се добијат тие стипендии во време траење од 2 години, така што потребно е само пожртвуваност, потребно е посветеност, потребно е одвојување дел од својот приватен живот за да се посветите да постигнете вакви резултати и на крајот по моето матурирање јас добив покана од Нобеловото здружение за најдобри светски матуранти и целосна стипендија на американските универзитети на 7 различни и тоа ми помогна да имам услови заедно со стипендиите да заминам тамо и можам да кажам дека покрај тешкотиите за студенти од Македонија и од овие земји да заминат таму, сепак би им порачал на сите млади кои што сакаат да направат вакво нешто, дека сепак не е невозможно и потребно да се преземат работите во своји раце, да се биде истраен, да се работи, да се учи, да се подготвува за такво нешто и сепак резултатите после напорна работа секако дека ќе се исплатат и секако ќе се стигне онаму каде што се посакува. Така, ти си пример дека упорноста се исплатила во твојот случај, дека сонот ти се остварил. Која е пораката која што би ја упатил до гледачите? Па секако мислам дека за децата и за младите многу е важно да го пронајдат својот животен повик, нивната животна мисија. Секако тоа не е лесна задача и мислам дека кога ќе се пронајде она за што сме тука секој поединечно, кога ќе се пронајде својата животна цел и животна мисија, животот ќе добие една подруга, поинаква смисла и димензија и сите работи ќе почнат да се развиваат во позитивна насока доколку се работи на тоа. Така што им препорачувам на сите млади да се слушаат себе си, да го слушаат своето срце, да се пронајдат, да видат што е она што сакаат да го прават, но и што е она што знаат да го прават, во што се добри и со што можат да допринесат како не само за сопствен развој, туку да допринесат и за заедницата и за другите со своите вештини. Така што би им препорачал исто така да веруваат во себе и да бидат упорни, да се борат за своите соништа, бидејќи како што кажав, во наши раце што ќе направиме, колку ќе работиме на себе и колку ќе инвестираме во себе си за да ние станеме подобри личности, а потоа да бидеме пример и за останатите. Во избирање на животниот повик би посочил дека младите да не се фокусираат на тоа да се занимаваат со одредена активност поради некој престиж, поради некоја желба за самодокажување или некоја успех по секоја цена. Туку да пронајдат што е она што навистина ги исполнува, она што додека го работат забораваат на времето, да му се посветат на тоа и мислам дека со доволен труд, доволна посветеност и пожртвуваност
нели и работење со љубов, ќе работите ќе си додат на свое место, успехот ќе дојде и доколку дадеме нели 90% од нашата енергија и нашето време во сопствениот развој, како личен така и професионален, верувам дека полесно ќе дојдат и останатите 10% на среќа кои што се потребни нели за еден професионален успех, така што ова прашање би го заокружил нели со изреката од Толстој: не можеме да го промениме светот, туку можеме да се промениме само самите себе си, така што да не ги гледаме пречките и тешкотиите на патот и предизвиците кои што ги имаме, туку да во се да гледаме шанса, да ги гледаме можностите и шансите кои што ние можеме да ги направиме, и доколку самите сме нели во можност да се промениме самите себе си или само самите себе си, тогаш да работиме на тој проект и да извадиме максимум нели и да станеме најдобрата верзија од себе си, да можеме да бидеме нели примери за останатите. Која е улогата на родителите за пронаоѓање на афинитетите и интересите на децата уште од најрана возраст, а потоа и поддршка и континуирано следење на детето во она што детето го сака и сака да го оствари? Па сметам дека улогата на родителите е клучна, особено нели во почетната фаза. Верувам дека родителите мораат да ги пронајдат нели активно да ги следат афинитетите, склоностите, талентите и интересот на децата кон одредена нели професија или област уште од најрана возраст. Кај некои случаи, значи кај децата тоа е евидентно, интересот е евидентен нели кој одредена област и може лесно да се забележи, како што беше нели и во мојот случај. Меѓутоа постојат некои деца каде што нели потребно и повеќе време да го пронајдат тоа што го сакаат. Во секој случај родителот мора нели активно да се вклучи во пронаоѓање на што е на тоа што представува интерес нели кај детето и да се нели доколку се работи за вториот случај нели детето од најрана возраст да се прати нели на повеќе, дури ако треба и на повеќе активности за да се пронајде, можеби нели некаде треба време. Меѓутоа потребна е секако и активна комуникација во двата случаи нели со детето, дали таа активност го исполнува, дали е тоа што го сака. Јас знам, се сеќавам, иако бев сигурен дека тоа е тоа што го сакам, секогаш родителите ме прашуваа дали сум задоволен, дали е тоа нели дали ова активност ме исполнува, дали сакам можеби нешто друго да сменам и така натаму. И верувам дека многу е важно да се пронајде од најрана возраст, што порано се открие нели талентот, тоа е поголема можноста за нели професионален раст и развој од најмали нозе и секако тоа нели допринесува како за нели подобар не само избор на кариера нели понатаму, туку и за нели развивање на лични вештини и оформување на целосната личност кај децата. И откако ќе се пронајде нели афинитетот кај детето, исто така понатаму треба да се следи, континуирано да се следи, да се поддржува и да се овозможи нели услови од страна на родителот за детето да го доразвие и професионално нели да го доразвие својот талент, секако во консултација со стручни лица од одредена област и особено за уметностите нели во нашата земја можам да кажам и родителите мора да бидат само пожртвувани нели и да дадат максимум. Ете во мојот случај да речам родителите, моите родители се ангажирале да ме носат во Скопје секој втор ден на тие проби во детското драмско студио на 8 години, секој втор ден да ме чекаат повеќе часовни те проби да завршат, да ме вратат назад. Тоа секако е огромен дел од нивното време, меѓутоа сепак го посветуваат тоа. Исто така многу е важно нели родителите да ги научат своите деца на нели работна дисциплина, на работни навики, на способноста на самостојно учење и самостојна иницијатива, нели како што кажав во мојот случај, јас инициирав самостојно сопствена секција нели со моите врсници за создавање нели на сценарио, режија и играна програма, кој што подосна беше забележано и од самата телевизија. Значи може да се види дека потребно е некогаш и самите деца сами да покренат иницијатива, а тоа подосна може да биде забележано нели и од одредени професионалци и тоа да вроди со нели одреден успех понатаму. Така што
препорачувам родителите, доколку се работи за одреден талент во уметностите и во спортот, да бидат истрајни во нивната поддршка и сепак тоа може да се нарече нели континуираната поддршка, некој вид на инвестиција, да речам, во своето дете и во неговиот професионален развој, што е секако во нашите земји доста потешко, нели согласно условите кои што ги имаме, меѓутоа сепак мислам дека комбинирано со самостојно учење и со континуирана работа може да се развие нели секое дете во одредени професионални води. Исто така нели би им препорачал на сите деца да се бават со креативна активност, без разлика дали се работи за нели сценарио, режија, глума, без разлика дали е тоа филм, театар, музика или било кои креативни уметности, бидејќи тоа влијае позитивно нели врз развојот на креативноста на децата, нели во театарот особено ние младите кои што тука нели пораснавме практично во театар, нели се оформивме како личности и нели ги развивме карактеристиките на нели лидерство, говорење пред јавност, нели социјализација, сите тие вештини кои што се потребни, нели работа во тим и така натаму, развојот на креативноста. И Исто така би посочил дека потребно е родителите да овозможат услови за оние деца кои што имаат изразена креативност, да овозможат услови за континуирано творење. Психоаналитичарот Карл Густав Јунг споменува дека кај личностите со изразена креативност постојат две персони, значи две различни персони во нивниот идентитет, персоната на обичен човек со своји потреби, но и персоната на уметник, креатор, создател кој што исто така има своји потреби. Така што ако претпоставиме дека поривот за уметничкото креирање е исто така потреба кај овие деца со изразена креативност, кај одредени нели деца и поединци, тогаш уште поголема е нели потребата родителите да овозможат услови, без разлика дали се работи за сликарство, нели глума, нели пишување и така натаму, децата да можат нели да креираат во својот дом или во некое катче и секако да го стават тој нивен талент во функција на креативно изразување и емотивно празнење, дури би рекол нели нормално со следење и стручна поддршка нели од професионалци во тоа поле, без разлика дали тоа подоцна ќе премине нели во избор за професионално бавење со таа дејност или тоа ќе биде само хоби кое што нели го збогатува секојдневието на децата и нормално влијае, допринесува и за нивната нели емоционална зрелост, дури би рекол преку тоа емотивно празнење. Исто така би споменал Ивана Дедич во книгата за психоанализа на уметноста, кажува дека самото создавање на уметничко дело влијае позитивно врз самиот уметник, бидејќи несвесното и нели нашите фрустрации и проблеми во дадениот момент влијаат на инспирацијата на уметникот да создаде уметничко дело, дали е тоа слика, музика или текст. Значи несвесните проблеми ги актуализира и ги проектира во тоа дело, што нели од несвесно истите се актуализираат во свест, така што нели ни стои уметнички јазик, можам да речам, па дури и нели научниците кажуваат дека уметникот доколку го декодира тој јазик може и самиот на себе си да кажеме да влијае позитивно нели во разрешување во тоа емотивно празнење, бидејќи кога уметникот го создава делото, нели во тоа емотивно празнење се случува катарза и тогаш тој го ослободува своето его, нели го празни и секако тоа помага како за сносење со емоциите и конструктивно канализирање на емоциите, исто така може и да допринесе и за ускладување, нели можеби и за ускладување на емоциите и за нели достигнување можеби на таа емотивна зрелост, така што сите овие активности се од повеќе причини нели од голема корист за децата, особено од млада возраст, така што им препорачувам на сите деца и на сите родители нели да се вклучат во сите овие полиња, особено нели во полето на уметностите, бидејќи можат да се извлечат многу позитивни работи како нели за професионален раст и развој, така и за развивање на лични вештини и за оформување на комплетни личности нели од децата и од младите личности. Колку влијае врз детето промената на средината, запознавање нова култура и осамостојување?
Јас се одселив од Македонија на мои 18-19 години, како што кажав, заминав во Соединетите Американски држави на студии и таму живеев неколку години, така што можам да кажам дека од мое собствено искуство, особено е важно младите и нели децата да се осамостојат што е можно порано. Не зборувам за иселување или студирање во странство, туку дури и за мала промена на средина за краток временски период, дали тоа се работи за туристичка нели посета на друга земја, за работа или пак нели за студии, мислам дека е многу корисно за младите што е можно порано да запознаат нова средина, да бидат дел од туѓа култура, па дури да научат нели повеќе јазици, за да бидат во можност да го споредат начинот на живот нели секаде и да бидат во можност нели отргнувајќи се од средината во која што веќе се, да добијат пошироки видици и да можат да изградат сопствени ставови, сопствени мислења, нели, како самостојни и целосно комплетни личности, па дури доколку се живее во странство, како што тоа беше случајот и со мене неколку години, нели, тоа е одлично искуство да бидете самостојни, тоа значи финансиски самостојно да се снајдете, нели, и да обезбедувате за себе, што секако се, можам да кажам, едни од најкорисните животни вештини кои што треба да се стекнат, нели, во текот на животот, и секако тоа осамостојување и надоградување, нели, со повеќе култури, повеќе јазици и ширење на познанства, секако, нели, допринесува за збогатување на, нели, личниот развој и нели доаѓање до една комплетна личност која што сепак може да действува не само во една култура, туку и во повеќе култури, секако што е исклучително потребно во едно време каде што нели преку интернетот се ни е достапно и каде што може нели да се работи за странство и да се соработува и да се патуваат во странски земји, така што и охрабрувам сите млади и колку што е можно порано да променат средина и да барем на кратко и да стекнат искуства од ваков вид, бидејќи ќе им користи многу во иднина. Така, кои се твоите планови за во иднина? Дали се одлучи да се вратиш и да работиш во твојата земја или можеби повторно ќе заминеш во Америка? Па мојата професија, особено нели режијата и продукцијата, се основа на изработка на проекти кои што се нели во одреден временски период. Значи, мојата професија не подразбира едно работно место и едно работно време од 9 до 5, туку се работи за различни проекти во различни земји, на различни континенти. Значи, до сега нели осем во Америка, исто така имам работено и за европските земји, работам и сум работен нели на проекти тука во Македонија, така што не би се ограничил. Во моментот имам собствена мултимедијална продукција со која што работиме во областа на филмот, видеографијата, дигиталниот маркетинг и дигиталните медиуми за америчкиот пазар, нели во овие ковид услови за работа од дома. Моментално работиме од тука нели за Америка и исто така како физичко лице нели соработувам и со филмски имиња како што се оскаровците Даглас Блашка, Хани Куперман, работам и како сценарист и монтажер како фриленсер за америчките компании. Нормално додека не се разреши оваа ситуација со ковид сум тука и исто така работам паралелно и на неколку филмски и телевизиски проекти како на англиски јазик, така и на македонски, и во иднина нели публиката може да очекува нешто ново кое што ќе биде презентирано во овој период, така што повторно ќе кажам не би се ограничил и би сакал да работам секаде каде што би имал нели можност и услови, секако вклучувајќи ја нели и Македонија и сопствената земја секако. И за крај едно прашање. Колку младите во Тетово имаат предизвици и потешкоти за професионален развој, како да се надминат проблемите? Па како што споменав, нели и јас сум се соочувал со разни предизвици, нели Тетово како град, нели најпрво немаме кино, немаме професионален театар и не можеме да гледаме професионални представи. Скопје ни е најблиску. Така што во тој поглед јас сосема ги разбирам предизвиците со кои што младите се соочуваат нели за професионален раст и развој, и како што споменав претходно во интервјуто, нели потребно е нели голема самопожртвуваност, како што кажа во мојот пример, да се создаде нешто сам, да се нели отпатува до Скопје, да се учи самостојно.
И секако ги разбирам потешкотиите, секако постојат аматерски детски драмски студија во градот кои што нудат до некаде, нели, и може да се каже и професионален раст и развој, меѓутоа сепак младите и студентите мораат упорно да работат на себе си и да не се откажуваат, затоа што сепак во мојот случај аматерскиот труд, нели, проектите во текот на 10 години како актер, така и како културен менаџер кој што ги спроведов, во кој што вклучив, нели, повеќе од 100 млади, дојдоа до интернационално, нели, препознавање од заедницата, професионалната заедница, нели, во тие полиња, во филмот и во театарот, нели, моите дела беа препознаени од оскаровци и соработував и со режисери на Бродвеј, дојдов до достигнување од Нобеловото семејство, нели, за тие проекти за развој на заедницата, културни проекти, така што можам да кажам дека не е невозможно дури во Тетово, нели, работење на тетовски проекти да се дојде, нели, како до национална, потоа до интернационална кариера, успех, препознавање. Јас со мојот последен аматерски проект во областа на театарот во 2015 представата Театарски џумбус, која што ја режирав, во кој што вклучивме 50 на млади, се обидовме да дадеме порака да ги поддржиме младите, меѓутоа и да дадеме порака дека е потребно професионално драмско студио во Тетово, кое што ќе биде бесплатно и достапно за сите. Тоа беше во 2015 година, а подосна во 2018 и во 2019 година такво студио успеавме да изградиме кога се вратив од Америка. Мојата соработка со УСАИД и со Америчката амбасада успеавме да ја преточиме на начин на кој што креиравме во текот на 2 години бесплатни теоретски и практични обуки како за театарот, така и за филмот за сите средношколци во Тетово. Тоа беше, како што кажа, во 2018, во 2019 година и во тие обуки и работилници учествуваа повеќе од 100 млади од Тетово. Тоа е последното нешто на кое што работевме, како што кажав, за создавање на професионални услови за раст и развој. Имавме професионални посетители од Скопје кои што, нели, учествуваа на тие предавања и им помогнаа на младите да ги развијат своите вештини. Па дури интересно да се каже за нашите гледачи тоа што тие проекти практични кои што мултимедијални од областа на театарот и филмот кои што беа изработени за време на тие работилници, успеавме дури преку посета на оскаровците Даглас, Блаш и Кахани и Куперман, со кои што моментално соработувам, кои што ја посетија Македонија преку Америчката амбасада, успеавме тие проекти да ги прикажеме. И нашите проекти, токму од Тетово, разгледани од овие професионалци, тие се продуценти кои што нивните филмови имаат добивано Оскари, неколку Оскари од Америка, кои што беа посетители тука, тие проекти беа прогласени како најдобри проекти од цела Македонија и беа прикажани на универзитети во Америка, во САД. Па дури и една студентка која што беше вклучена во тие проекти аплицираше и е примена на универзитет, на факултет во Америка за нејзини студии, така што сакам да кажам дека не е невозможно ниту за тетовчани да стигнат, нели, до светски достигнувања и нивната работа која што ја прават, ете, со на овие начини да се поврзе, да се прикаже пред, нели, светската јавност, пред светските стручњаци и да биде препознаена доколку е квалитетна, нели. Така што јас ги разбирам предизвиците со кои што се соочувам, бидејќи јас сум поминал низ истите и сваќам дека голем број од младите се дури демотивирани и не сакаат таа последна, нели, нишка на самоиницијативност да ја превземат, можеби во случај кога малку е потребно, нели, собствен труд да се вложи за да се стигне до некој поголем успех. Така што уште еднаш, нели, препорака до сите да не се откажуваат, возможно е и тетовчани да се развијат професионално и да успеат во светот. Ти благодарам што ја прифати поканата за да учествуваш во емисијата Растеме, преку твојата приказна да ги мотивираме младите да го следат својот сон и да не се откажуваат. Ви благодарам и на вас за поканата. Како што кажав, ми беше особено задоволство што ме поканивте во емисија токму посветена на младите и на децата. Од секогаш одвојувам посебно време за младите и се надевам дека позитивно влијаевме со нашиот разговор.